Почитувани слушатели, продолжуваме со нашата радио програма. Во нашето студио, како што реков, е отец Гаврил Галев од манастирот Свети Климент Охридски од Мелбурн, односно во Кинглейк, населбата Кинглейк. Отче, добар ден и добре дојдовте, и Христос се роди. На вистина сте родици. Најнапред, еве и ние во знакот на празниците се радуваме со Христовото раѓање. Уште повеќе се радуваме покрај тоа што видовме во манастирот Свети Климент Охридски, па и храмот на Свети Ѓорѓи и Пресвета Богородица, мноштво на народ, македонски православни верници, но возбудувањето е уште поголемо што гледаме млади парови, младоженци, млади со нивните деца по 2, 3, 5, па и 10 години. Навистина оваа година видовме многу млади. Па точно да, сега кога пушти песната од овој колумбиец од Јанко и си размислувам, гледате колку човекот е далеку од Македонија, од македонската цивилизација, меѓутоа го научи македонски јазик, македонската култура, дури и христијанството го бележи како нешто значено и песната пее со голема емоција, голема радост. Така да и македонецот посебно треба тоа да си го почитува, да го вреднува. За жал, за време на комунизмот знаеме дека се тоа беше потиснување и првото, како да кажам, враќање на македонскиот народ во црквата беше кога се ослободи таа пречка, таа забрана да си на црква. А сега веќе гледаме дека црквата расте, дека не само што има враќање, туку има обновување, има еден подвиг напред, што значи тоа е суштината на црквата да му го отвори вратата на нашиот македонец, кој што, за жал, особено тука во Австралија, се заблудува световниот начин на живење, раскоштиот начин, се да тоа му одзема таа духовност што му дава православната црква. Што му дава православната црква и што на некој начин, за жал и тие нашите поделби, нашите кавги, нашите несоодветни прикажувања на мисијата на црквата, затоа што мисијата на црквата е баш ова кој што го денеска се случува за време за Божик, на Божикните празници, на раѓањето на Христос. Христос дошол да го смири на народот, зборуваме глобално, затоа што до тој момент, тоа е, ќе кажем, збор два и за значењето на денешниот празник, до тој момент, значи, за жал, народот Божи и целото човештво заблудува по лажни богови, по лажни вистини, по лажни убедувања и како што во Стариот Завет уште се предскаже дека Господ нема да го заборави својот народ, дека треба да се роди жена достојно за да се воплоти Христос, да се воплоти Словото Божие, да Словото Божие стана човек, затоа што се до тој момент, значи, рајот, односно Царството Небесно било затворено, кога Адам и Ева биле изгонети од рајот, постани хероим со пламено оружје. И затоа и во црковните песни се пее дека тогаш во тие моменти тој херовим, тоа огнено оружје било отргнато, затоа што Христос го... Сакам да ве вратам повторно на почетокот. Која е причината што оваа година најмногу млади видовме во манастирот и во Свети Ѓорѓи? Па не би рекол дека ова година најмногу, стално има. Тоа е мојата забелешка. Да, затоа што ние на некој начин и не се промовираме, меѓутоа еве сега со овие модерни социјални информации на социјалните мрежи брзо се шират вестите, се види дека луѓето пред се млади, меѓутоа не само млади, имаше и возрастни. Да, велиме зголемен број. Од најмала до најстара возраст. Пример, ние имавме 50 и повеќе пакетчиња кои што ги поделивме на најмалите дечиња. Па можеме да видиме колку имаше и возрастни и секако нели повозрастни. Тоа е што луѓето почувствуваат на некој начин
тоа што го барат и го ноѓат. И посебно манастирите се места кај што луѓето го чувствуваат мирот и кај што луѓето наоѓаат своето осмислување за духовниот живот, за смислата на животот на некој начин. И затоа и да речеме се посетени. Јас неколку години уназад и не бев во манастир, бев бидејќи ги услужував луѓето кои што нема свештеник во Аделаид. Ова година се вратив тука сега и затоа и така се забележи дека има повеќе. Меѓутоа од секогаш било така. Ајде повторно се вратиме околу значењето, меѓутоа кога зборуваме за верници и за почитување на Исус Христос, односно верување во Исус Христос, исто така во Република Македонија, која беше зафатена со социјализам и комунизам, во последните 10 години гледаме масовно излегување на верниците по манастирите, по црквите и се имаат, спремаат, народ се собираат, ги означуваат тие празници. Она што се случува во Егејска Македонија, сега и во Вардарска Македонија. Па тоа не доцесуваше. За жал, ние постојаното неколку пати сум го истакнал дека постојано бевме под нечие робства и влијанија и сега со самостојувањето тоа си го покажавме ние. Од друга страна, со враќањето на монаштвото од 95 година наназад, кога се отворија првите манастири во Македонија, јас се сеќам тогаш нашиот духовен отец, кој всушност и од Света Гора, владиката Наум беше тој кој што го возобнови монаштвото во Македонија, кажуваше дека резултатите ќе ги почувствуваме после 10 или 20 години. Така да тоа се тие години кои што веќе се гледат резултатите од монашкиот живот и отворањето на манастирите, кои што од друга страна кој ќе видиш дека Македонија има најмногу манастири за територијално според за разлика од другите и од секогаш бил македонскиот народ во партиципирал околу манастирите. Меѓутоа рековме заради тие недостатоци од минатото, се за тоа било замирено до повторното отварање на монашки живот и на манастирите и затоа пред се јас мислам. Ајде да продолжиме за значењето на Исус Христос. Да, значи денешниот празник, раѓањето, тој е празникот на раѓањето, споменот на раѓањето на Богочовекот Исус Христос. Именно ќе почне малку подалеку, кога Бог го ствара човекот, му дал се што има потреба. Значи, едноставно немал нешто потреба, единствено што му забранило, односно педагошки му го скратило тоа да не проба од плодот на дрвото на распознавањето на злото и доброто. Тој пак напротив од сите нешта се вкусило тоа, ја сгрешил Божјата заповед. Всушност со тоа плодот не бил толку проблем колку што состојбата на човековата душа, во кој што тој се возгордел, сака да стане Бог без Бога. А тоа е невозможно и затоа и бил казнат, затоа бил педагошки истеран од рајот, за да во свое време се повторно Бог ја покажа својата милост и повторно го врати назад, во така речено во тој изгубен рај, да го речеме. И затоа меѓутоа за се случи се до тоа, потребно било да се јаве жена, најчиста жена од сите родови, и за да може Словото Божјо. А кога ќе ги казниме оние владиците што се соблазнуваат? Па, друга се. Да се вратиме да се вратиме, извинете на тоа. Значи сега Словото Божјо се воплотува и стана човек за да преку Богородица. И затоа и денешниот ден, вториот ден од Божи, секогаш таа се слави. Кој најзначена во овој настан. И тогаш се воплотува Словото Божие, доаѓа во тело, во се ист со нас, освен во гревот, како што се вели, за да може преку неговиот подвиг што подоцна ќе го направи со неговото распнување и погребување, меѓутоа бидејќи адот
до кој што тогаш целиот човечки род влегувал во него, затоа што не можел, за да излезеш од тој рат, од тој ад, од тој пекол, значи потребно си праведен. Бидејќи нема праведен на земјата, затоа и Бог стана првиот човек кој што ги скрши тие окови. И на тој начин сега сите ние кои што православно веруваме, православно се крштеваме и православно живееме. Не е само, видовме многу народ, меѓутоа не е само да дојдеме на Божјик или да велиме, туку постојано треба да живееме христијански. Според Христовите, и затоа и Христос не се роди само во еден момент, туку се роди секогаш во нашето срце. И символичкото значење е тоа дека нашето срце е таа пештера во која што ние треба да подготвиме, а тоа значи да ги чистиме, да дотераме, да направиме атмосфера Господ да се воплоти во нашата духовна зборам, во нашето срце, за да и нашето срце стане таа Витлеемска пештера како некој што историски. Оче, како се соопштува веста за Христовото раѓање? Преку мудреците или пак или значењето на звездата? Па секој според своите животни определи, така речено. Речеме, мудреците, бидејќи тие се занимавале со филозофија и астрологија, и тие биле кои што исто така и самата наука кога човек ќе знае да ја употребува, да ја чита, го проповеда постоењето Божјо. И пред тоа тие знаеле дека ќе се појави таква звезда кој што ќе го покаже раѓањето на Спасителот, на царот на царевите. И кога тоа се случило, тие веднаш тргнале по неа, затоа што таа звезда не била обична звезда, затоа што за разлика од другите, траекторијата нејзина била од север кон југ. Од друга страна таа се појавува, исчезнува, застанува на моменти кога тие, значи секогаш таа била ги водела како патеводечка звезда, се до моментот дека кога се симнува над богомладенецот Христос да покаже дека тој е вистинскиот Бог. Сега пастирите како простодушни ти биле на друг начин повикани од ангелите. Најчесто простодушните луѓе имат повеќе комуникација со Бог и Божјата благодат и Божите. Значи, затоа на нив и се дава на тој начин. А пак за разлика од нив, световните луѓе, кои што се окупирани со световни преокупации од служење на страстите, на телото, суета, гордост, самобеднественост не ги познале. Не го познале царското семејство и затоа и како што се вели во Свето писмо, не отвориле врата, не отвориле дом за да влезат да ја виделе дека Богородица е бремена, нели, од Светиот Дух тоа било, и за жал си ги затвориле се во своите срца. И првото прибежиште кај што тие го нашле биле приближните пештери кои што преноќевале овчарите, нели, тогаш тие номадски живеели со месеци биле во тие предели таму. И на тој начин всушност покажува дека Бог не можеме да го најдеме во светот. И затоа постанува и црквата. Господ основа црквата како начин на живење, кој што е спротивно од светот. Во светот владе тој дух на гордост, на суета, на самобендисаност, на затвореност, на себичност, на страстолюбие, сребролюбие. Бог покажува по некој начин, затоа и се тој раѓа во тие услови, се раѓа во тишина, во мир, во чистота, во смирение, затоа што тој како Бог можел да се јави во слава, меѓутоа се јавува во тишина, во ненаметливост, во, како што се вели во Светото писмо, седнувањето на последното место, избирањето на последното место, да му служиш на светот, а не да светот да ти служи на тебе. И ова всушност е одговорот во прво прашање зашто луѓето повеќе одат во црква. Затоа што тие на некој начин веќе осеќаат, гледа дека светот не нуди тоа што барат. Сите ние бараме нешто, некој утеха, некој задоволство. Се соединуваат со Христа. Точно.
Точно, само црквата тоа е. И затоа и ние, особено ние свештениците, свештенослужителите, треба да го сведочиме Христос. Треба да покажеме посебно трпение, љубов, смирение, па макар и да претрпеме на моменти, макар да бидеме и обесправувани и да не чуме маченички, меѓутоа заради љубовта, за тоа посебно што ние сме икона Христова, треба да покажеме посебно трпение и да простуваме. Ајде да ве запрашам и за кога се слави Божик, Христовото раѓање, бидејќи порано знаеме дека почнуваше некаде кај Водици. Дел од нашите верници сигурно тоа не го имаат слушнато или не им е познато. Сакам накратко да го објасните и понатаму да објасните за денешниот ден на Мајката Богородица, на соборот на Пресвета Богородица и за утре Свети Стефан. Да, го разбирам твоето прашање. Значи, во почетокот, кога црквата се основува, било раѓањето Христово, или по наше Божиш, мал Бог, затоа се вика Божи, тој се било прославување заедно со празникот на Водици, или се викал Богојавленија, значи се јавува Бог со раѓањето Христово, нели се јавува Бог со крштевањето во реката Јордан, нели синот се крштева, Светиот Дух сведочи преку гулавот, да, и Бог Отец преку облакот и гласот. А потоа се богојавување е и преображението на гората Тавар, кога Господ се преобразува на ист начин, нели, преку сведоштвото за Исус Христос и од Светиот Дух. И на тој начин тие били сите заедно. Меѓутоа, како црквата се развива, како се шире таа, се појавува потреба да се одделат тие настани. И затоа да речеме... А има период, се знае од кога? 4 век се смета дека е почнува... Од Никејскиот собор или после тоа? Никејски е подоцна, првиот Вселенски собор. Првиот се. Да, после првиот Вселенски собор, кој се определува таа равнодневница, кога се календарите се распоредуваат и на тој начин после тоа од тогаш Божик или раѓањето Христос се славе одделно и на тој начин настануваат 9 месеца пред се слави и благовештение и на тој начин се прави новиот црковен календар за прослава на Христовите настани. А за денешниот ден? Собор на Пресвета. Да, најчесто овие празници се слават неколку дена и секогаш после оваков Божи празник се слави личноста кој што најмногу влијае, кој што е најмногу заслужна за настана. Ако веќе делумно одговорив на прашањето дека тоа е Пресвета Богородица, затоа што ако не беше таа, ако Марија, се уште Христос немаше да се воплати. И затоа да речеме, основно ние православните христијани ја празнуваме, ја славаме, ја честуваме. Многу луѓе и од христијански доминации, за жал, не ја почитуваат правилно затоа што сметат обична жена или не ја нарекуваат како наш Богородица, меѓутоа истината е таа. Без Света Дева Марија не може да биде воплатен и Бог. И таа не го роди Бог. И затоа ние треба да имаме премногу благодарни и затоа и вториот ден да речеме. Затоа денешниот ден. Да. Пример сега за Водици, вториот ден е посветен Свети Јован Крстител. Бидејќи тој бил најдиректен учесник во крштувањето Христово и така натаму. Да одиме понатаму за Свети Стефан. Свети Стефан, да, тој фактички се паѓа така речено случајно во овој циклус и затоа што денот му е тогашно јањето на мощите на Свети Стефан. А не е директно поврзано со настанот. Можеме и да го поврзаме со тоа што тој бил првиот маченик кој што го покажа
кој што пострада за Христос. Вие спомнавте за мудреците, за веста дека раѓањето Христово започнува од нив и од звездата кај што паѓа, нели, над Исус Христос. Меѓутоа, забележуваме различни толкувања на тоа за Коледе. Некаде се чествува Коледе како празник, односно како традиција, а некаде јас гледам дека тоа се слави како најавување на Христовото раѓање. А исто така, еве, забележав и во Македонија, парето се става за Коледе и се врти да каде ќе била среќата. Воспротивно, ние знаеме, односно еве јас знам дека тоа е на Василица. И заради Свети Василий Велики, кој сакам да го објасните повторно тој случај помеѓу едното и другото. Да, за жал се кршат копијата околу тоа кога е правилно, кога не е правилно. Меѓутоа, ние македонците повеќе удараме акцент на сентименталност отколку на вистинетост. И сега, и тоа зависи од кој крај на Македонија доаѓаме. Најчесто од Источна Македонија, и јас сум таму, паричката се става на Бадник. Меѓутоа на Западна Македонија или Егејска Македонија, што и тоа е дел од Македонија, на Василица. Тие не знаат за Бадник и за Бадниковата вечер, затоа што тој вистината е тоа дека први го направа тоа србите. Србите негде почетокот на 20-тите години. Да, точно. После Првата светска војна. Да, фактички јас како што сум читал, како што сум информирал, тоа е за време на балканските војни, тогаш војниците употребуваат и они имат култ кон тоа бадниково дрво, кој што е дабово дрво, и тоа го берат посебно со посебно чувство и палат огини, кои што всушност и немат суштинска поврзаност со раѓањето со Христово. Бадник во суштина значи да се биде буден. И затоа и црковните служби за овој ден, за тој ден, значи, вчерашниот, за вчерашниот, е поврзано со сеноќно бдење. Значи, од вечер почнуваат богослужбите, вечер на утрна сите тие и после тоа, нели, рождеството Христово. Меѓутоа, ете, пак ќе речем, заради тие робства што сме ги имале, се наметнуваат и тие настани. Па добро, еве, председателката Гордана Силјановска на телевизија за јавноста кажа дека парето паднало кај незиниот внук или внука, не се сеќавам. Кај премиерот Мицкоски парето паднало кај него. Сега црквата, учењето на црквата треба да е едно за сите, и за премиерот, и особено врвните политичари треба да... Ние сме секуларна држава. Секуларна сме. Да, тоа е точно, значи, како што реков, зависи се од влијањето каде човекот живеел. По источните делови на Македонија, источно денешни со Македонија, влијала српската црква и тога се наметнува и тој празник, кој што и за самите срби е, што се вика, нов. И меѓутоа ти си имат своја причина, објаснување. Кој ќе земеш во православните земји, никаде освен во Српската православна црква нема тој обичај. И кој што реков, бидејќи тие предели биле под влијание нивно и тогаш останала таа навика. Меѓутоа, наставно за тавањето на паричка во, па може да се рече и парички, во погачето, односно во зелник, не е зелник. Во зелникот, да. Е поврзано со директен настан во историјата на црквата со Свети Василий Велики, кој што тој со тогашниот цар Балент, значи тие живееле заедно, биле студенти, ученици на Атинскиот универзитет. И тој кога станал цар, Свети Василий тогаш бил и владика епископ во Кападокија. Бил многу влијателен човек. И тој царот решил и рекол, јас ќе дојдам да ве покорам. И овој знаелики зајки дека да ги украдат.
тој сака да ги пороби, значи да ги уништи, да. да ги уништи. Меѓутоа, Свети Василий го знал неговиот карактер дека е сребролюбив и рекол на народот: дај да го собереме сето богатство, да му го понудиме, барем нема да не тепа, нема да не уништи. Да не екскомуницира. Да, и така се случило, тие од паника, од страв, сето богатство, се што имале, му давале на Свети Василий. Меѓутоа, Божјата промисла била поинаква, за да пред да дојде тој, докато дојде, веќе загинува во војната. И сега парите сите се собрнени на место. И остана кај Свети Василий. Да, и се тој бидејќи чесен монах, што се вели, не сака никако богатство, реши барем начин на кој ќе му го врате сето, нели, благо на народот, и му рекол на пекарот, вика, да направи лепчиња, да стави паричките, да ги стави, како ќе му се фате, така. И по Божјо чудо, секој колку дал, толку и си вратил сето назад. И на тој начин Се Свети Василий како што ги ставал во мазникот? Да, во мазникот Во лепчето. Во лепчето, и тогаш Ама без да брои тој да, земал и ставал. Точно. И на тој начин, секако ќе се окупил утре лепчето, си го наоѓал оно што го приложил. И по тоа чудо останува споменот да се става паричка во лепче или во мазник. Интересно. Почитувани слушатели, вие кои не следите на социјалните мрежи, еве изворно од архимандритот отец Гаврил, паричката се става за Василица на Свети Василий Велики. И оче уште да сакам да завршиме програмата, ако сте слободни, веројатно пред водици можеме да направиме уште една емисија. Деновиве јас се водев една расправија, полемика на социјалните мрежи, дали е Божик или е Божиќ? И кој поведе? Божик. Па точно, Божик. Божик се е со српска провиненција. Меѓутоа Божик македонски, според македонска литература и јазик е Божик. Значи, зошто еве луѓето дури се дават кога го Божиќ? Ние не можеме да го велиме Божиќ. Ние го велиме Божик. Во суштина, Божикни, ние не велиме Божиќни. Божиќни. Божикни празници. Македонскиот јазик го ја нема во азбуката, во писмената, како да речам, буквата Қ. Таа е настаната во 45. 48, добро. Види, ние го имаме Қ, пример, еве, јас како штипјанец, стално го потребувам Қ кај што не треба. Меѓутоа како збор, мислам како писмо, лета што века, тука го немало до тој момент. И затоа ќе речем правилно е со К. Значи можеме да испратиме порака до слушателите и до верниците дека е Божик. Да. А Божикни празници или Божиќни? Па сега тоа повеќе дека одговорат литературите, меѓутоа пак ќе кажам. Треба си го чуваме своето. Имаше дел од личностите кои дискутираа дека тоа е Божиќ, но мнозинството беше Божик и Божикни празници. Па затоа реков, и објаснуваа што значи Божик, зошто е Божик. Проблемот е кај нас што ние не сакаме да следиме вистината, па макар да и еве ќе кажам за Бадник. Јас сум од Штип, ние ставме паричка за Бадник. Меѓутоа кога дојдов во манастир, тогаш ми се кажа, ми аргументирано дека паричката за Бадник, вака како што се глука, го сменив нештото. Значи, вистината е поважна од чувствата. Сега ние македонците повеќе сакаме да изслужиме на чувствата и тоа да на некој начин да покажеме дека ние сме во права и затоа и не сакаме да послушаме вистината и во суштина и тоа е нашиот најголем проблем. Последните години гледам и слушам и МПЦ се оградува од Коледе, дека не е поврзано со Христовото раѓање.
а пак знаеме и пред 10 на 15 години имаше недоразбирање кај самите митрополити во нашата македонска православна ти кажам црква. јас за Штип, дедо Агатангел кога дојде во Штип, тој ги забрани колендарските обнови и традицијата да се оди да се пее недолични песни, да се јаде скара, да се пие ракија, да се, не? И Штипјани му се лютеа. Ама еве сега прифатија дека тоа не е и не се. Така да не сите, нели? Да, зборуваме за пак ќе кажам, оние кои што сакат вистината пред се и треба така да биде, треба да никој не е совршен, никој не е научен, сите се учиме цел живот, така речено човек се учи, меѓутоа затоа кој ќе дознаеме вистина треба да оставиме лагата. Така било со Христовото раѓање и со славењето на Божи. Тогаш на Божи, на тој ден кога се славело Божи, и затоа е восстановен да се славе баш по-старо, по јурлијански календар 25 декември, односно сега 7 јануари, да биде на тој ден, затоа што во тоа време се славило Богот на сонцето. Имало многу пагански обичаи. Тоа било голем објан и затоа Христос како вистинско сонце, како од кој што доаѓа изворот на живот и така натака, е ставен баш на тој ден за да ги смени тие недоразбирања и тие невистини. И сега, пак ќе кажам, добро. Кога сакаме да служиме, дали на вистината или нашата сентименталност и суета, тоа е нашето лично прашање. Оче ви благодарам многу, ни останаваше 30 на секунди. Брзо помина времето, да, многу интересно кога зборувате за Македонската православна црква и нашиот Бог Исус Христос. Христос се роде. На вистина се роди. Почитувани слушатели, дојдовме до крајот на нашата радиопрограма. Честити празници, каде и да сте, драги македонци. До слушање и до гледање до следната емисија.